Денеска продолжуваме со таа кратка серија од 2 проповеди која пушнав минатиот пат. Ќе повториме, но јас пред да повториме и да кажам што да ви презентирам што ќе зборуваме денес. Јас сакам да ви, не знам дали се знаеле, сакам да ви дадам еден вовед за една група или една појава во Македонија која имало некаде 18, 19 и почетокот на 20 век. А тоа е групата или појавата на русалиите во Македонија. Дали се слушнали за русалии? Кој е слушнал да видам? Речи си никој нема слушнато, добро? Фанчино и Мири не слушнато. Океј. Инаку, имам еден пријател кој има и напишано книга за таа работа. Пријателот од Струмица. И тие русалии се, да кажеме, до некаде 20 век се таа форма на некакво, како да кажам, влијание, култура, традиција, обстоела дури до 20 век во Струмичкиот регион. Посебно помеѓу тие што тие сме од Струмица ги знаеме, помеѓу бежанците. Тие што биле егејците кои бегале од Егејска Македонија па се населиле во тие краишта таму. И сега кои биле русалиите? Тие се дел од македонската традиција. Имале своји обичаи. Тоа била една група на, понекогаш се појавувала како група во селото, селани кои се собирале. Пред се тие биле многу добри игрорци, ги знаеле многу тешки ора, но биле вешти и со оружја. Имале мечови. Тоа биле мажи кои припаѓале на тоа речиси некакво дури тајно здружение. Имале активности во регионите во кои живееле. Имале, како да кажам, имале своји верувања, имале своји традиции, кодекс на однесување имале своја мисија. Една од најважните мисии кои на себе си ја припишувале, ја имале во периодот помеѓу Божик и Водици, или помеѓу Христовото раѓање и неговото крштение во тие 12 денови. Тие ги викале некрстени денови. И верувале дека во тој вакуум на време, помеѓу Христовото раѓање и неговото крштение, злите духови се најактивни. Тогаш се појавувале самовилите, тогаш имало најразлични активности и тие како своја мисија имат да одат низ тие села и да го штитат народот од злите духови. Имале свој обичаи, што се прави во куќата кога ќе се влезе, кај се става мечот. Како да кажам, има интересна социолошка појава. Сега од тоа што тие го правеле, нема никаква основа во Библијата, ништо нема од тоа, па нито во традицијата на црквата. Нема никаков корен. И тоа било некој склоп на повеќе преданија, повеќе традиции оставени од кој знае кое време и денес го споиле тоа со традицијата која наследиле или ја освоиле со некаква христијанска традиција. Некои народни обичаи со некоја христијанско уверување и така натаму. И тоа во филозофијата се вика синкретизам, кој ќе споиш два светогледи, две верувања, кој ќе измешаш верата со некои традиционални обичаи и направи склоп од тие две нешта. Тоа се вика синкретизам. Тоа било едно синкретистичко движење во тој период во Македонија. Тие се сметале како чувари на црквата, чувари на идентитетот. Тогаш кога идентитетот бил под знак прашалник, тие се декларирале како христијани, како чувари на црквата и честопати собирале пари преку тие обичаи кои ги имале да прават цркви. Но тоа било синкретистичко движење. Тоа што треба да го научиме во тој пример е дека тие верувале дека во тој вакуум од 12 дена помеѓу раѓањето Христово и неговото крштение, без разлика тоа што Христос се крстил на 30 години, ти може мислеме дека се крстил како бебе на 12 дена. Не знам што мислеле, но тие сметат дека тука има еден вакуум кој треба да се пополни. Кога се случува вакуум, човекот честопати прави глупости. Сега ние календарски се наоѓаме помеѓу Христовото воскресение и помеѓу Духов ден. И тој период на некој повеќе од 40 денови, во кој апостолите на почетокот
не знаеле што да прават. Тие се наоѓале во некаков вакуум. Христос, окей, беше Месијата, верувавме барем дека е Месијата. Тој го растна, умре, ама неговото тело сега го нема. Има некои чудни појави за кои слушаме дека нешто се случува, некои од нив го виделе Исус, но нешто не е јасно. Нема некоја состојба. Туку е некој вакуум на нешто во кој не знаеш како да го адресираш. Сето тоа го доживуваат на начин на кој можеби се како некој издишан балон. Знаете, цветници, влегувањето на Исус во Јерусалим било хайлайт на целата мисија која тие има. Мношто го пречекува, Исус го пречекуваат на ист начин како последниот израелски цар кој бил прославен во книгата на Макавејските книги. Пишува кога го пречекуваат Јуда Макавејски, на сличен начин го пречекуваат, со палмени градчиња, и израелците кога тоа го прават токму тоа, го пречекуваат новиот цар. И отеднаш Исус е раснат и како издишан балон. Целата еуфорија околу Исус спласнува. Сета надеж пропаѓа. И тие се приморани да се вратат на она што го правеле пред да го сретнат Исус. Се јавува вакуум кој треба да биде пополнет, но прашањето со што? Секогаш кога има вакуум кој треба да биде пополнет и ние чувствуваме притисок да го пополниме, речи си секогаш правиме некаква глупост или ја комплицираме работата до толку што после тешко ќе се оправиме. Во период на вакуум најтешко е да се чека. Во период на вакуум најтешко се толерира тишината. Едноставно тишината е страшно незгодна. Тешки моменти, например, на таква незгодна тишина може да се јават, знаете каде? Моментот кога си у лифт. Не знам дали сте биле. Тишината е многу незгодна таму. Сега се возиш со некој лифт, не знаеш дали здраво да му кажеш, или кај да гледаш, или што да правиш. Забелја па и телефонот нема интернет во тој момент. Нешто чачкаш на телефонот, да не знаеш што да правиш. Има така, тишината во лифтот понекогаш е незгодна. Колку и да е брз лифтот, тие неколку секунди понекогаш знаат да бидат тешки, многу долги. Во такви моменти понекогаш знаеме да направиме глупости. Јас имам такво искуство и сега ќе го споделам со вас. Јас од незгодно во лифтот не знам што да правам. И нели ќе се насмееш, може цело време се смееш. Мислам, нема логика. И јас се возам со лифтот од нула, се симнам на мојот спрат, и излегувам од лифтот и на луѓето во лифтот, што остануваат за погорните спратови, им кажувам фала. И после од кога излегов, така една ладна пот ме облигам, добро Живко, на кого фала и зашто? Да не ме крева на раце до пети спрат. Кога чувствуваш дека има некаква тишина во твојот молитвен живот, некој таков вакуум, тишината е незгодна, може би се наоѓаш во некаков вакуум на не знаеш што да правиш, верувам дека апостолите се чувствуваат на сличен начин. Испразнети од волјата, надежта, свежината, нема ништо во нив. Во време на едно такво чекање незгодно, тоа што го учиме од апостолите, од нивното искуство, е дека треба да очекуваме во тоа време моменти на кајрос, на Божјо действување, без најава, без некоја претходна припрема. Едноставно Господ понекогаш се јавува во тие моменти без било какво очекување, без никаков формат. Едноставно Господ прави нешто во тие моменти. Христовото делување во тој вакуум од 40 дена, пред да се вознесе, беше крајно непредвидлив. Тие седат во затворена соба и отеднаш Исус се јавува насред соба. Тие одат по патот према Емаус, двајцата се си расправаат, си разговарат, отеднаш Исус им се придружува. Има во еден таков незгоден вакуум, не знаеш што да правиш, Исус знае да се појави. Тогаш кога најмалку го очекуваш, тој да донесе мир, да ти искаже љубов и носи јаснотија која е толку потребна во тие моменти. Колку не еме во некоја таква јаснотија, за една таква јаснотија. Во тие моменти се случува нешто неверојатно. Во тие моменти кога си со Исус, ти пребиваш во тој момент кога Исус е со тебе, ти пребиваш на местото на кое треба да бидеш постојано.
ти се наоѓаш на твојата, јас би рекол, дестинација. Тоа е небото. Нашата дестинација е небото. Небото се спушта на земјата во тие моменти. Тоа е дестинацијата на која јас и ти сме повикани. Но да повториме од минатиот пат, што значи да биде нашата дестинација небото? Нашата дестинација останува небото, но тоа не значи да ја напуштиме земјата, туку да го донесеме небото на земјата. Онака како што Исус не учеше да се молиме, да биде волјата твоја, како што е на небото, така да биде на земјата. Тоа е нашата цел, тоа е нашата дестинација, тоа е нашиот повик. Исус во продолжение на таа реченица, на тој трети стих во дела апостолски, кога Лука опишува таму што се правеше Исус во тие 40 дена и покажуваше многу знаци и им зборуваше за Божјото царство, во продолжение на тој стих Лука пишува уште 4 или 5 додатни стиха кои се суштински важни за црквата да ги разбере што црквата треба да прави во тој вакуум. Исус на некој начин објаснува на црквата во тој момент на апостолите како таа мисија во која тој ги праќа изгледа практично, но и какви ефекти има таа мисија врз нив лично, во нив, и какви ефекти таа мисија ќе има во светот. Исус не ги остава во незнаење. Текстот кој сега ќе го читаме во Дела апостолски, 1 глава, 4 до 8 стих. Ние според црковниот календар, овде во Македонија кој се води, ние го чекаме денот на Пентекост. Духов ден. Духов ден кој ќе биде следната недела. Дела, 1 глава, 4 до 8 вели вака. И додека беше заедно со нив, им заповеда да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето на таткото, што го чувте од мене. Јован крштеваше во вода, а вие ќе бидете крстени во Светиот Дух, не по многу дни. А собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израеловото царство? Тој им рече: не е ваше да ги знаете времињата и настаните, што таткото ги одреди со својата власт. Туку ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Амин. Од овој текст ја сакам да разбереме 4 нешта. Многу важни нешта кои сметам дека во овој текст има многу работи, но на тие 4 нешта ние ќе се фокусираме. Првата работа која можеме да ја видиме во овој текст е следната. 4 стих вели вака: и додека беше заедно со нив, им заповеда да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето на таткото. Првата работа што мораме да ја запазиме во овој текст е заедништвото со Исус. Само во заедништвото со Исус се доаѓа до ветувањето од Отецот. Никако поинаку. Само во заедништвото со Исус ние можеме да имаме правилната перспектива на нештата. Правилниот поглед на нештата. Правилниот поглед на светот. Ветувањето од таткото, кое е наследството за Божите деца, а тоа е Светиот Дух, го добиваме само кога ќе пребиваме во заедништво со Исус. Континуирано заедништво со Исус. Од јазикот на минатата проповед, само кога сме на нашата дестинација, тоа е небото, само тогаш ние можеме да го добиеме тој благослов на Светиот Дух. Не постои друг начин. И не постои ресурс во нас кој ќе биде замена за наследството кое доаѓа од Бог. Знаете, Исус е многу исклучителен кога проповеда. Исус не е политички коректен. Исус не му е гајле што ќе мислиш ти или како ќе се почувствуваш кога ги каже тие зборови. Тој кажа за себе дека единствено тој е патот и дека тој е самата вистина и дека тој единствено е изворот на животот. Со таа изјава Исус ги исклучува сите други алтернативни извори кои ветуваат некаков пат, презентираат некаква вистина или даваат некаков живот. Надвор од Исус, тие нешта се невозможни. Тоа не се мои зборови, тоа не е мој заклучок. Тоа е констатација од Исус. Ти се Исусовите зборови. Јас сум патот,
Јас сум вистината, јас сум животот. Тука исклучува се друго. Ние често пати имаме толку многу искушенија да останеме надвор од заедништвото со Исус. Навидум најлесната работа во животот, знаете ли која е навидум најлесната работа? Најлесната работа во животот навидум е молитвата. Зошто? Нема некоја потребна, нема некоја посебна вештина која треба да имаш за да се молиш. Молитвата испаѓа најлесната работа во животот, но молитвата станува најтешката работа за нас. Станува животот најтешката работа за нас. Без разлика од која причина. Немаме ни време, ни мир за молитва, ни концентрација за молитва, а многу пати чувствуваме дека немаме ни потреба од молитва. Се доаѓаме, тоа се сите тие искушенија во кои човекот се наоѓа. Останувајќи во заедништвото со Исус, ние вистински ќе разбереме што значи да се биде Божјо дете. И не само тоа, вистински ги уживаме сите благодети кои доаѓаат како резултат на тоа што си Божјо дете. Тоа што си Божјо дете, тоа не е само статус. Има и благослови да бидеш Божјо дете. Има слобода да си Божјо дете. Тоа веќе зборувавме, не знам со кој зборувавме за што значи каква слобода носи Исус. Кога ќе му веруваме, кога ќе го следиме неговиот пат, каква слобода дава. Каква радост носи односот со Исус. Каков мир те исполнува кога си со Исус. Каков благослов примаш кога си во присуството на Исус. Сите тие нешта можат вистински да бидат резултат само во заедништвото со Исус. Тоа апостолите го знае на почетокот. Исус беше заедно со апостолите и вели, кога сте заедно со мене, вие ќе го добиете благословот или ветувањето од таткото. Бидејќи не можат вистински тие работи да постојат надвор од него. Исус е изворот на тие нешта. Првата работа е заедништвото со Исус. Втората работа која гледаме во овој текст е спојувањето на земјата и на небото. Тоа конкретно можеме да го видиме во 5 стих. Јас сега ќе го прочитам. Вели вака: Јован крштеваше во вода, а вие ќе бидете крстени во Светиот Дух не по многу дни. Во што се спојува тука небото и земјата? Каде можеме да го видиме тој спој? Тоа што е интересно дека Исус не го укинува Јовановото крштење, туку го надополнува. Го исполнува со сила и со потенцијал кој Јован не бил во состојба да го даде. Може само да дојде од Исус. Исус преку овој склоп прави две нешта, две работи. Исус работи во континуитет на Божјата објава. Тоа е првата работа што можеме да го видиме во овој стих. Исус не доаѓа и не кажува: заборавете се што било претходно, иако тој има право тоа да го каже, бидејќи тоа е Божјата конечна објава. Но Исус тоа не го прави. Не кажува: се што до сега се слушнале, ништо не важи. Не. Исус не доаѓа и вели: немаше ни еден саглан пред мене. Јас сум Спасителот, иако Исус тоа има право да го каже. Бидејќи тоа е самата вистина. Исус држи континуитет на Божјата објава до моментот кога тој доаѓа на земјата. Можеби Јовановата визија не била целосна, но била правилна, затоа што Бог ќе го направи во светот. Затоа што Јован ја разбрал суштината на својата мисија. И тоа можеше да го знаеме затоа што можеме да ја прочитаме Јовановата проповед. Тој велеше на сите луѓе: јас ве крштам во вода, но после мене доаѓа некој кој ќе ве крсти во оган. Исус ја валоризира мисијата која Јован ја имаше преку тоа што во неговото послание до апостолите суштински дел е Јовановото крштение. Јовановото крштение останува, но тука не застанува работата. Исус прави уште една работа. Значи првата работа е континуитет на Божјата објава, со тоа што Исус ја комплетира. Не го исклучува Јован, ништо не исклучува претходно, туку ја дообјаснува и ја комплетира. Втората работа, Исус прави синтеза на човечкиот мандат и на Божјиот план и делување.
Исус прави синтеза. Исус надоградува на Јовановото крштение и мисија која опфаќа цел свет. Но Исус тоа крштение го надополнува со неговото крштение. И тоа е крштението со Светиот Дух. Јовановото крштение е крштение во вода, кое ние се уште го правиме, но крштението на Исус е крштение со Светиот Дух, со оган. Во слободен превод тоа значи вака: она што јас сум повикан да го правам како човек преку Божиот мандат за мене, секој од нас има мандат, Божи мандат врз нас. Адам и Ева има мандат. Има мандат да се грижат за градината, да ги на некој начин да го совладат тој свет на Божиот угоден начин и да го управуваат. Тоа беше нивниот мандат, да се грижат за созданието. Тој мандат не престанува. Тој мандат продолжува за нас денес. Да се грижиме за целото создание. Почнувајќи од најблиските дома, до животните, до природата, до се што нас не окружува. Тоа е Божја природа, тоа е Божјо создание. Тој мандат не престанува. Оно што јас сум повикан да го правам како човек, преку Божјот мандат за мене, Бог го исполнува со својот потенцијал. Ние сме ко-креатори со Бог во овој свет. Во еден од псалмите, кога Бог ги набројува своите созданија, знаете што тој ги набројува? Тој ги набројува и бродовите како негови созданија. Зошто? Затоа што Божјото создавање продолжува преку неговиот агент во неговото создание, преку оној кој го носи неговиот образ. Тоа сме јас и ти. Бог продолжува да создава преку мене и преку тебе. Тоа значи да сме создадени на негов образ. А кој е резултатот? Резултатот е местото на кое што ние ќе завршиме, кога ќе го сватиме нашиот мандат. Резултатот е следен: да биде волјата твоја, како што е на небото, така да биде и на земјата. Синтеза. Небото и земјата да бидат во состојба според волјата Божја. Очигледно, кога ја молиме таа молитва, ние признаваме дека не се овде на земјата е според Божјата волја. Тоа Исус не го кажа во оваа молитва. Една работа е што Исус допушта, Господ допушта да се случува, но дали се е според неговата волја? Може да видите во својот живот колку работи, иако го сакаме Бог. Го сакаме Бог. Никој од нас ќе каже: јас сум спремен да умрам за Бог. Дури во една таква состојба, не сите нешта во нашиот живот се според Божјата волја. И затоа континуирано и се каеме за некои работи. Бараме прошка. Да биде волјата твоја, како што на небото, така да биде и на земјата. Преку таа молитва, ние ја правиме таа синтеза помеѓу нашиот мандат кој го имаме и Божјата мисија и дело во космосот, во созданието. Трета работа која можеме да го видиме во овој текст е тоа што честопати, како и апостолите, така и ние први бараме знаење, наспроти тоа да примаме сила. Во 6, 7 и 8 стих вели вака: а собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израеловото царство? Барање знаење, барање информација. А тој им рече: не баше да ги знаете времињата и нестаните што таткото ги одреди со својата власт. Што треба нас да не интересира следното? Туку ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас. Кога се упатуваме во непознати води, во непознати правци, сите наши инстинкти се активираат да дознаеме нешто. Кога сум во шума, или кога ќе се изгубам некаде, или кога патувам, ајде сега во шума, тоа птен звучи, не знам, како од 18 век да се наоѓаме, но еве, одиш во некој град и не знаеш кај си во градот. Сите сетила се активираат да дознаеш кај си и да знаеш како да се вратиш од таму кај да додеш на некој познато место, бараш информација. Се активира, се живо во нас се активира. Да дознаеме информации за локацијата, информации за времето, информации за состојбата, информации за се. Бидејќи знаењето на нештата ни дава некаков мир, кој ќе знаеш кај си. Јас би рекол дека тогаш кога мислиме дека познаваме нешто или познаваме некого,
Имаме можеби понекогаш и некаква илузија дека имаме контрола врз нештото или врз некого. Кога сме натоварени со информации кои ние ги знаеме, кога знаеме за светот околу нас, за состојбата, за кај си, што си, понекогаш тоа може да ствари илузија дека имаш контрола над ситуацијата или врз некого. Ако, например, ако некој наш пријател или некој наш познаник стане познат, па му го знаеш од дете, но сега е познат. И кога другите ќе зборуваат за совоодушевување за некого, за тој некој, ние лесно ќе фрлиме некој патронизирачки коментар за него дека го знаеме уште кога не бил он таков познат. Тоа знаеме дека јас знам да го направам. Можеби ќе кажеме некоја информација која никој друг не ја знае, според принципот на те знам пушко кад се пиштол била. Но во овие моменти кога апостолите имаат таков urge, како да кажам, таков нагон за информации, да барат информации за да стојат на сигурно, Исус знаете што им дава? Не им дава информација. Тој ги предизвикува на вера. Тоа не значи да не бараме ни мудрост за нештата или само слепо да веруваме. Не се работи за тоа. Тоа што треба да го знаеме дека верата е незаменлива на местата каде таа треба да пребива. На местата каде што треба да има вера не може ништо друго да стои. Сигурноста никогаш не смееме да ја базираме во дознаената информација, туку во верата во Бог. Тука е нашата сигурност. Не дека ги знаеме нештата информативно, тоа не е нашата сигурност. Тоа се само информации. Нашата сигурност треба да пребива во верата во Бог. Честопати тоа што ни недостасува не е информација, туку нешто друго. Честопати информација е најмалку нешто што ни фали. Информација имаме многу, посебно сега, во ова време, во кој имаме Google. Се може да дознаеш за многу кратко време. Исус знае дека тоа е едно од тие работи кои можеби нема да ни фалат во животот. Тогаш кога апостолите бараа знаење, Исус им вети сила. Апостолите многу сакаат да знаат што ќе се случи, да не се изненадат можеби како во случајот на крстот. Ти беа затекнати тогаш. Ти влегуваат во Иерусалим со зурли и тапани, ама и очекува кронисување, реално очекува кронисување. Тоа е моментот. Нема што друго да следи. И се случува распнувањето. Сега кога го гледаат воскреснатиот пред нив, тие веќе немаат никакви дилеми кој е Исус и што тој може да направи. За Исус веќе се е можно. Но тие би сакале да имаат барем некакви инсайдерски информации за кога нештата ќе се случуваат, барем да бидат малце опатени, да бидат и они да не се најдат незатекнати. Исус ги предизвикува на вера во тој момент. Да веруваат во процесот, затоа што прашањата кои ги поставуваат не се во насоката во која ќе се појави нивната најголема потреба. Кој ќе се соочат со сите тие предизвици по нивниот живот, најмалку тоа што ќе им треба во тој момент ќе бидат информации, ќе им треба сила да преминат од другата страна. Нив не им требаше најмногу знаење, иако и тоа е крајно потребно и мора да бараме знаење. Нив пред се им требаше сила за мисијата во која се повикани. Тоа важи и за нас денес. Четвртата работа, која е фрапантна и во која јас често пати се наоѓам. А тоа е ограниченоста на нашата визија. Ќе го прочитам 6 и 8 стих. Вели вака: а собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израеловото царство? А во 8 стих вели вака: туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Иерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Додека бевме со Фани во Струмица и работевме таму со младите, тоа беше пред 10 години, малце повеќе од 10 години, некаде отприлика пред 10 години, ние добивме некакво, како да кажам, уверување од Господ, дека ние ќе треба да дојдеме да живееме во Скопје.
И ние бевме во тоа уверување пребивавме цели 3 години. Знаевме дека тоа е следниот чекор, но кога, како, Господ знае. И работевме во Струмица, служевме, водевме млади, и тоа беше прекрасно. И знаете ли што? Имав многу голема возбуда дека ќе можам да работам во националната канцеларија на Рузвелтова, ќе правиме некоја визија, не знам каква и така натаму. Имав неверојатна возбуда и јас мислев дека тоа ДСЗ, не знам. Ако сте во мисија, не знам се како тоа соодветствува со вашите кариери кај што се наоѓате, но на пример ако имаш некоја кариера во која растеш, те возбудува следниот чекор, што би можел да правиш? Кој е тоа нешто кое тебе ќе те на некој начин си кажеш, тоа е таа дестинација на кај одам. Сакам таму да дојдам. Во секој случај во нашата мисија тоа знаевме дека Моноспитово, точно кај што живееме во селото во Струмица, тоа беше една фаза од животот во која можеше да бидеме таму од прилика 5 години. И знаевме дека моравме да бидеме таму, и ако ме прашавте во тој момент кај треба да бидеш, јас ќе ви кажам во Моноспитово, во селото. Таму сакав да бидам. Зашто Господ имаше таму нешто за нас. Но 3 години пред да се доселиме во Скопје, знаев дека тоа е така. Сепак тоа што Господ ни го говореше на нас, први го зборуваше на Фани, додека бевме во Струмица, е дека преселбата во Скопје е ништо во споредба со тоа што Бог го има за нас. Гледајќи ова црква, да ви кажам, гледаме дека Бог не припремал многу долго време за тоа што сега се случува. Така се чувствуваме. Уште сме во некој растеж, во некој залет. Секогаш имаме ограничени очекувања за Божјата визија. Можеби сме духовни и не размислуваме на кој начин ќе действува Бог. Но ние правиме пресметки што би можело да се случи и со тоа ја ограничуваме Божјата визија на нешто прифатливо. Знаеш, ние сме духовни и кажуваме, добре, сега не можам да му кажам на Бог што ќе прави, ама правиме пресметки во главата до кои пропорции Бог може да прави. Додека апостолите на ум го има Израеловото царство, Исус на ум го имаше целиот свет. Додека апостолите размислуваат за Израел, за царството на Израел, за кој да што размислувале, Исус во неговиот ум го имаше целиот свет. Од прилика во тие пропорции грешиме најчесто кога наместо да оставиме Бог да ги прави пресметките, ние ги правиме пресметките. А тоа искушение често пати го имам јас лично. Поинтава е, мораме да знаеме и нешто многу важно. Секогаш кога Бог прави нешто ново, секогаш кога Бог има некоја нова мисија или визија, секогаш има опозиција. Има опозиција од надвор, има опозиција од внатре. Која е опозицијата надвор од црквата? Кога црквата тргна, сите беа против нив, буквално. Кога Бог почнува да действува на начин на кој го носи небото на земјата, тоа е неговата мисија, се подига опозиција која е тешко да ја разбереме зошто се појавува. Нема логика често пати. Например, има приказни во кои луѓе биле наркомани, биле што да ви кажам, лоши луѓе, краделе од дома, продале се од дома, ги тепале домашните, ќе дојдат кај Бог, ќе бидат ослободени од зависноста и од сите тие работи кои зависноста ги носи одеднаш. Домашните во тој момент криваат паника дека нешто катастрофално се случува. Тој човек забега, почна да чита Библија. Додека беше наркоман и додека го уништуваше својот живот и животите на другите околу нив, беше поприфатлив човек, ама сега кога забега со читање на Библијата, не дрогирање и покажува дури радост и трпение, човекот станува проблем дома. Го брендираат како секташ и слично. Знаете ли што? Ова не е еден случај. Не е еден случај. Не е исклучок. Тој правило станува. И тоа не го кажам сега во некој сектаријански мајндсет да кажам сега ние сме таргетирани. Воопшто не го кажам тоа на тој начин. Ама воопшто. Јас само го кажам што се случува кога се случува една таква промена. Каква опозиција се подига.
Има нешто неверојатно кое ги затвора очите на посматрачите и не може да го видат Божјото дело на ослободување во некоја личност. Не може да се види тоа. И знаете ли што? Емпириски, нема што да се докаже, но тоа е некаков доказ за некаква борба. Некоја реална борба се случува. Тоа е опозиција од надвор. Но има и опозиција од внатре во црквата. Тоа е ограничувањето на Божјата откупителна сила. Честопати црквата има ограничување на што е откупително, а што не. Што Господ може да откупи, а што не може. Тие кои веќе се дел од црквата, исто така реагираат на нешто ново, честопати. Тоа јас го нарекувам како реакција на постариот син. Знаете, приказната на заблудниот син има два сина. Помладиот, кој направил ршум, ама се покајал па дошол во црквата, во црквата, кај таткото, во црквата. И ама го имате и постариот, кој се бунтува, како може да се откупи тој? Не може. Како е тоа можно? Често пати внатре од црквата ќе има и патронизирачки коментари. Кажа, бе, знам овој, сега нека сезона има, некоја епизода има во црквата. Понекогаш втора работа која може да се појави кај луѓе се долго време во црквата, ама го немаат веќе тој некој жар. Имат уверување за некаков линеарен, прогресивен развој на нештата. Што значи тоа? Ќе кажат ќе му помине. И јас бев така на почетокот, ревносен, помлад. Ама сега сум реален. Не. Се појавува уште една опозиција за која честопати сме слепи. Тоа е опозицијата од внатре од нас. Имате опозиција од надвор од црквата, имате опозиција внатре во црквата, има опозиција од внатре во нас која се појавува. Често пати ќе размислуваме дека не сме ние тие кои одлучуваме дали нешто има откупителен потенцијал или не. Не смееме да бидеме. Ние понекогаш се ставаме во таа улога. Ќе видиме некој човек, ќе мислиме дали се молиме за него. Правиме пресметки дали тој човек може да биде откупен од Бог или не може. Го имате и тој момент. Често пати ги правиме тие пресметки. И со тоа ја ограничуваме Божјата мисија и сила. А ја ограничуваме и нашата молитва. Според наши пресметки, можните опции и невозможните ситуации. Престануваме да сонуваме, тоа го правиме. Друга работа која таа опозиција одвнатре го прави е се сомневаме за самата идеја дека Бог вистински нешто важно може да направи преку тебе. Се сомневаме во тоа. Дека Бог стварно вистински може нешто важно да направи преку тебе. А што треба да направиме? Кај да завршиме? На која дестинација да дојдеме? Ние оваа недела почнавме еден проект кој се вика да дојде царството Тоа. И тоа е проект на молитвена иницијатива. И тоа се надам дека некој од вас ја почнавте. Ја постираме на Facebook, на Instagram и предизвикани сме сите да најдеме 5 пријатели за кои ќе се молиме. 5 пријатели кои не ја искусиле верата во Исус, кои не го познаваат Исус и се молиме за нив. Таа иницијатива, како што кажа сега, да дојде царството Тоа и тој дел земен од молитвата Оче наш. Што значи тоа за нас, според овој текст? Тоа што треба да го направиме е да продолжиме пред се во молитва и пребивање во Христовото заедништво. Тоа е првиот чекор кој мораме да го направиме. Пребивање во Христовото заедништво. Таму мора да се наоѓаме. Таму мора да бидеме секој ден. Таа иницијатива за молитва која имаме да дојде царството Твое, што се молиме за тие 5 наши пријатели, не тера секој ден да се молиме за тие луѓе. Секој ден ги носиме како наш товар на нашето срце, со нашата љубов. Мислиме за нив. Се обидуваме да ги сретнеме таму каде што се. Преку молитва, но и на дело. Тоа го правиме пред се во Христовото заедништво, преку молитва. Кога тоа ќе го правиме, во Христовото заедништво настанува спој на земјата и на небото. Зошто? Ние се молиме пред се за тие луѓе, но и им служиме ако можеме. Ако можеме да ги најдеме, да ги контактираме, да им се јавиме,
да кажеме дека размислуваме за нив. Во тоа Христово заедништво добиваме и сила од озгора. Сила која ни е толку потребна. Сила која Исус ни ја ветил, не информација. Бараме збор од Бог. Често пати тоа не ни е толку потребно колку што ни е потребна силата да продолжиме понатака. Исус тоа ни го ветува. И во тоа Христово заедништво добиваме визија од Божи пропорции. И почнува со молитвата за тие 5 пријатели. Твојата дестинација, која е небото, се наоѓа во мисијата во која Исус те повикува. Таму е твојата дестинација. Во Неговото присуство е небото. Преку кое присуство, тој во тебе ќе ги спои и земјата и небото, ќе те исполни со сила од озгора и ќе те употреби во мисија која го надминува сиот твој потенцијал. Во тоа те повикува Исус. Дали се молиш за твоите 5 пријатели? Ако не се молиш, почни од денес. Моли се за твоите 5 пријатели. Не ги презирај малите почетоци. Ќе кажеш, добро, тоа е само 5 пријатели. Моли се да видиш колку е тешко. Секој ден. Моли се за 5 пријатели. Размислувај за нив. Помогни им. Молитвата за твоите 5 пријатели може би изгледа џаве работа. Може би нешто силно се бунтува внатре во тебе за самата идеја да посветиш малку време секој ден во молитва за твоите 5 пријатели. Ја ви дава еден предизвик. Посветете го тоа време за вашите 5 пријатели. Молете се, пристолувате во Божјото присуство, барајте Божјата сила и видите како Исус пред ваши очи во неколку наврати ќе ви спои и земјата и небото. И ќе ја прошири таа мисија во пропорција во кој не сте ни замислувале дека тоа може да се случи. Тоа е нашата дестинација. Да пребиваме во небото со тоа што Божјата мисија, Божјата волја ќе ја донесеме на земјата. Ајде се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам за твоите дарови. Ти благодарам за твоите благослови. Ти благодарам за твојата љубов, Господи. Боже ме, како апостол Петар што кажува, нема каде да одиме, Господи, освен кај Тебе, затоа што Ти имаш зборови на живот вечен. Твоите зборови ни даваат живот, Господи, Боже мој. И затоа доаѓаме неуморно, безрезервно се предаваме, Господи, Боже мој, на Тебе. Господи, те молам, врши го тоа дело внатре во нас. Спроведувај ја Твојата мисија за овој свет преку нас, Господи, Боже мој. Дај ни сила да издржиме до крај и да веруваме дека преку Твојата благодат, Господи, Боже мој, нема нешто кое не може да биде откупено од Тебе, Господи, Боже мој. Преку Твојата благодат. Не затоа што сме заслужиле, туку затоа што Ти си милостив, Господи. Боже мој, остани со нас. Господи, дај ни жара во нашите срца за Твојата мисија и за Тебе, Господи, Боже мој. Сакаме да пребиваме во Твоето присуство. Тоа го барам во Твоето име, Христе. Амен.